Почитувани сограѓани, драги гости, добар ден. Денес, 11. октомври 2013 година, Куманово, град првоборец, Црвено Куманово и вечен непокор слави. Горди сме што во миговите најтешки во 1941 година Куманово и кумановчани го избраа вистинскиот пат и кренаа во борба за ослободување на својот народ, не жалејќи ги своите млади животи, кои ги вградија во темелите, се со цел за слобода на својот народ, за слобода на својата држава, Република Македонија. Во тоа име, од ова место, голема благодарност и почит кон паднатите борци. 11. октомври, ден на вооруженото востание на македонскиот народ. Втората светска војна го затекна македонскиот народ поделен и обесправен во три држави – Југославија, Бугарија и Грција. Силните авионски бомбардирања на 6. април ги почувствувал со априлска војна од 6 до 18 април 1941 година. Капитулацијата на Југославија и влегувањето на германските окупаторски војски во Скопје на 7 април 1941 година. Македонија се соочила со новата окупаторска поделба од страна на Германија, Бугарија и Италија. Македонскиот народ бил изложен на политички угнетувања, асимилација и економско експлоатирање од стационираниот силен и броен воено-полициски и административен апарат. Уште во првите денови на окупацијата, КПЮ зазела решителен став за борбата против фашизмот, преземајќи ја улогата на организатор и раководител на народно-ослободителна војна на југословенскиот простор. Правилниот однос на КПЮ спрема македонското национално прашање отворил перспектива за национално, социјално и политичко ослободување на македонскиот народ. Подготовките за вооружено востание ги започнале местните партиските раководства кои формирале воени штабови со задача да собираат оружје и воена опрема, но и да ги организираат диверзантски групи и да изведуваат помали вооружени акции, како и собирање на прва помош во пари, облека и слично. Народот својот отпор го покажал преку организирани илинденски демонстрации на 2 август 1941 година во Битола, Прилеп и други македонски градови. Преку повеќе успешни диверзии и убиства на непријателски војници во блокада. По извршените подготовки на 11. октомври 1941 година кај местноста Црвени стени близу Прилеп бил формиран Прилепскиот народно-ослободителен партизански одред Гоце Делчев. Поделен во 3 групи, извршил напад на бугарската полициска станица, на затворот, на поштата и ПТТ врските во градот. Следниот ден, на 12. октомври 1941 година, во близина на Куманово, во местноста Студена вода, бил формиран Козјачкиот народно-ослободителен партизански одред, а во местноста Менкова колиба бил формиран Карадачкиот одред. Денот на овој напад подоцна е прогласен за ден на македонското народно востание. На тој начин, со одлука на македонското политичко и воено раководство, започнала организирана вооружена борба на македонскиот народ
во Вардарскиот дел на Македонија, како единствен пат за национално и социјално ослободување на македонскиот народ. Првите партизански одреди не постигнале воени успеси, но сепак тие представуваат почеток на оружено востание и јакнење на политичко единство. На овој ден им одаваме почит на сите учесници во народно-ослободителната антифашистичка и народно-ослободителното востание. Наша должност останува да го чуваме она што тие ги дадоа со своите животи. Со достојна и вековна почит. Честит празник, граду мој. Честит празник на сите присутни и на сите жители на град Куманово и Република Македонија. Ви благодарам.